Председателот Ѓорѓе Иванов денеска ќе се сретне со лидерите на политичките партии и ќе разговара за политичките состојби во земјава, соопштија од неговиот кабинет. Најпрвен ќе се сретне со председателот на БЕСА Билјал Касами, потоа со представници на Алијансата за албанците, во 2:30 часот со председателот на ДУИ Али Ахмети, потоа со председателот на СДСМ Зоран Заев, за на крајот да се сретне со председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Поканети биле и представници на ДПА. Пратеникот од ДУИ Талат Џафери порача дека председателот Ѓорѓе Иванов треба да му го додели мандатот на лидерот на СДСМ Зоран Заев, за да се обиде да состави влада. Во интервју за Косовската ТВ Тука Ѓани, Џафери вели Иванов, иако е председател на државата, работи под влијание на ВМРО ДПМН. Иванов треба да размислува за она што е демократска и парламентарна пракса. Тој треба да работи врз основа на тоа, а не да ги извршува партиските налози на ВМРО ДПМН, изјави Џафери. Поранешниот косовски премиер Рамуш Харадинај денеска повторно ќе се појави пред судот во Колмар, Франција. Харадинај беше приведен на 4 јануари на аеродромот во Базел, Швајцарија, по потерница на Интерпол, издадена по барање на Србија, поради сомневање дека во 1998 и 1999 година направил воени злосторства над србите и другото неалбанско население на Косово. Францускиот суд на 12 јануари го пушти на слобода да ја чека конечната одлука.